Општина Ново село не избра градоначалник во првиот круг на воредните локални избори, откако Николче Стоилков од ВМРО ДПМН и Никола Андонов од СДСМ не успеа да го надминат прагот од 50% освоени гласови. Причината за тоа е преголемиот број неважечки ливчиња. Според податоците на сајтот на Државната изборна комисија, вчера во Ново село од запишаните 11.320 граѓани во списокот, на 20 избирачки места гласеле 5.549 граѓани, што представува 49,1% од запишаните гласачи. Кандидатот на ВМРО ДПМН Николче Стоилков освоил 2753 гласа, додека кандидатот на СДСМ Никола Андонов 2693, или Стоилков славеше во првиот изборен круг со разлика од 60 гласа. Но при пребројувањето констатирани се дури 103 неважечки ливчиња, поради кои ниту едниот, ниту другиот не успеа да го освои потребниот цензус да биде нов градоначалник на Ново село, од кој граѓаните што вчера гласаа побараа да се работи за подобро утре. Сакаме да биде на подобро. Знаеш, да биде секој пат на подобро. Па се надеваме. Подобар живот, послобода, понапред. Нека крене малку напреде. Напреде не крене. Што може да очекувам? Да се надам од те побо. А какво ќе видим? Изразувам огромна благодарност за поддршката и довербата која ме ја дадовте на гласањето. Вие победивте покрај невидените притисоци закани кон вас од страна на власта. За многу малку, за околу 30 гласови ќе се оди на втор круг. Ве повикувам да се охрабриме и во вториот круг да ја повториме и зголемиме победата и конечно нашите населени места после 2,5 години неработење ги оживееме и градиме заедно. Напише Николче Стоилков, кандидатот на ВМРО ДПМН, на својата фан страна на Facebook. Свој статус објави и Никола Андонов, кандидатот на СДСМ за градоначалник во општина Ново село. На својата фан страна на Facebook напиша: "Ви благодарам на сите кои гласавте на овие избори и ја искажавте својата волја. Ве повикувам сите да излеземе масовно и во вториот круг. Од вас зависи дали нашата општина Ново село ќе оди напред, да направиме уште еден сигурен чекор напред. Вие одлучувате дали општината ќе оди напред или ќе остане изолирана и затворена", објави Никола Андонов.